Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе почнеме со една нова тематика која се нарекува генетика на полот. И всушност ќе изучуваме како се диференцираат едингите од еден вид, дали да бидат машки, дали да бидат машки или пак да бидат женски единки. Односно на двата пола. И сега ова е прилично важна појава во еволуцијата на живиот свет и доста е проблематична детерминацијата на полот и е доста сложен и долго проучувана проблематика. И во последно време во минатото е посветено многу внимание. Сега некои од вас може да ќе речат, добро, кај луѓето тоа е многу едноставно, така, ако е XX, добро, ева кај направиме, ако е XY, тоа ќе биде машко, или ако е XX, тоа ќе биде женско. Но всушност не е до толку едноставно. Мислам, тоа е само генетскиот аспект, но не е фенотипот, не мора секогаш да го почитува генотипот. Мислам, добро, нормално дека имам состојби кај што може да има 3x, 4x, 5x, или пак може да има 2y, или пак да има xxy. Сега што ќе биде? Ќе биде женско или ќе биде машко? Дата не е, че едноставно не е до толку едноставно, што ќе биде дали ќе биде машко или женско. Едната причина од која зависи е ова што спомнавме генетскиот материјал, значи геномот кој го содржи. Но нас не е важен само генетскиот материјал, важен е и фенотипскиот изглед, дали е надворешно како изгледа, кои гонади му се образени, кои гонади се образовани и затоа и каков е воопшто фенотипскиот изглед. Значи тие се трите главни работи по кои ги разликуваме, значи генетски, кои гонади се развиваат, односно полови органи, полови жлезди и така натаму, и фенотипскиот изглед како изгледаат. Но исто така за се тоа да се постигне, освен што е важен генотипот, важни се и хормоните и голем број надворешни фактори. Надвор факт. Добро, сега ќе ги разгледаме трите основни типови на одредување, диференцирање на полот спрема времето на оплодување. Првиот начин е прогамен тип или диференцирање на полот уште пред оплодување. Сега овој тип на одредување на полот е карактеристичен за одредени видови кои што се спојуваат гаметите во зиготи, кај што може да се одреди кој ќе биде полот уште пред да се случи тоа. Например, ако женското и секој месец да речеме дава јајца и клетки, така едноставно е приметено дека ако јајцеклетката е поголема, значи ако јајцеклетка е поголема, содржи повеќе цитоплазма, тогаш ако тие се оплодат од машка единка, така ако се оплодат од машка единка, секогаш даваат женски единки. Значи секогаш даваат женски единки, додека овие другите секогаш даваат машки единки. И ова се случува кај еден морски црв кој е Динофилус, се нарекува. Не ставам тука слика, едноставно не е потребно, значи кај морски црв Динофилус. Едноставно ова е прогамен, каде што може да се види уште пред да се случи оплодувањето. Не мора да го знаеш геномот, едноставно фенотипски гледаш. Ова е голема, знаеш дека таа ќе да е женско, ова е помала, знаеш дека таа ќе да е машко. Така, значи спрема јајцеклетката. Сега наредниот тип е сингамен тип, и тука спаѓаме ние. Сингамен тип, каде што диференцирањето на полот, генотипски барем, во моментот на оплодување се случува и карактеристично за најголем број организми, како и за човекот. Односно, како што си имаше на јајцеклетка, јајцеклетка нормално носи X, така, сега сперматозоидот може да носи или X, или може да носи Y. Сега ти не знаеш кој ќе биде полот, се додека не видиш кој всушност сперматозоид ќе ја оплоди јајцеклетка, дали ќе оплоди машкиот или пак X сперматозоид што ќе даде женска единка. Така, значи времето кога знаеш каков ќе биде плодот е дури после оплодувањето, кога ќе видиш од кого ќе биде оплодена, од која спермална клетка. И тоа е сингамен и тука спаѓаме ние. И последниот начин, последниот тип за кој ќе збориме е епигамен. Односно диференцирање на полот после оплодувањето. Односно во текот на развитокот на самиот зигот, најчесто некој, например, ќе се дојде машка
спермална клетка и женска јајцеклетка, иако во овој случај не мора баш да бидат јајцеклетка и спермална клетка, едноставно пренесуваваат информација и се образува зигот. Сега тој зигот не е ни машко ни женско. Во текот на развитокот се диференцира дали ќе биде машко или ќе биде женско. Дали, да речеме дека ќе биде машко или дали ќе биде женско. Сега, врз тоа зависат различни надворешни фактори, значи да речеме ако со бела боја ќе ги бележиме. Различни надворешни фактори или пак односно внатрешни кои се одвиваат внатре во мајката, допринесува дали ќе се добие машка единка или женска единка. И пример за ова е еден морски црв кој се нарекува Bonellia viridis. Значи ова е еден пример кој морскиот црв Bonellia viridis. Сега кај него имаме изразен полов деморфизам, каде што женското всушност е многу големо, вака ќе го направиме како многу големо спрема машкото. Значи машкото на овој размер би било само една точка. Така, значи толку би било мало, зашто е 1 спрема 100 отприлика. Сега оваа Bonellia viridis, да речеме дека има некои си јајцеклетки кои се оплоднени, тие јајцеклетки сега всушност ќе станат во ларви, така ќе се добијат ларви. И ќе направиме како со црвена боја. Сега ако овие ларви всушност се откачат од мајката, значи ако оваа ларва се откачи од мајката и се фиксира на дното, значи речеме ова дека е дното, така да се фиксира на дното, тогаш таа ќе се развие во женска единка. Значи повторно дека ќе се појави нова женска единка. Така, ќе се појави женска единка. Ако не се откачи од мајката и не се прикачи од дното, тогаш всушност тие ларви ќе останат прикачени на мајката и под дејство на хормоните кои се лачат од самата мајка на некој начин, ќе се развиваат машки единки. Значи овие сега ќе станат машки. Ќе направиме сепак имате предвид дека они се многу мали, значи многу мали. Ќе се развиваат машки единки кои ќе се прикачат на самата површина од мајката и ќе црпат хранливи материи од нејза. Значи ќе црпат хранливи материи од самата мајка и ќе живеат во еден вид симбиотски однос. И потоа овие машки ларви ќе служат за оплодување на јајцеклетките кои ќе бидат од самата мајка и повторно ќе се образуваат нови ларви кои некои од нив ќе останат, пак ќе образуваат машки единки, но некои ќе се откачат, ќе одат на дното и повторно ќе образуваат женски единки. Сега прикажано е дека всушност ларвите може да се развива во женски и машки зависно од околните фактори. Со самото ова. Сега они правиле ги ставале во садови со морска вода. Значи зимаш ларва, зимаш ваква ларва доека е црвена и ја ставиш во еден сад кој што има морска вода. Зимаш ларвата и ако ги ставиш хормоните кои се од мајката, ги ставиш хормоните, всушност ќе се развие машка единка. Така, ако не ставиш ништо, него имитираш дека има почва, ќе се развие ларвата во женска единка. Така што полот не е одреден од генетски фактори, не е важно кој геном го содржи. Значи единката, таа што се добива, значи самата ларва, што ја гледавме, ако ќе изолираме, значи самата ларва содржи генетски материјал и за машко и за женско. Дали ќе биде машко или дали ќе биде женско, зависи од околните фактори. Ако има хормони од мајката, ќе се јави машко, а ако нема, него се наоѓа на почвата, ќе се јави женско. Сега овој епигамен тип не се случува само кај Bonellia viridis, него го има кај многу други представници, дури и кај некои поголеми, значи кај риби, жаби, птици. Имаше еден пример со кокошка, значи земале кокошка и сега ќе направиме како тоа не е баш некоја субава кокошка, но имало кокошка која што всушност поради одредено заболување овариумите, значи има овариуми, ќе направиме како овариуми, поради заболување овариумите изумреле, а исторено кокошката имала и тестиси кои биле редументирани, но од кога изумреле овариумите, тестисите дошле до израз и всушност кокошката со тек на време станала петал. Значи кикиришката ќе направиме поголема, пердувите станале поголеми, пошарени и така натаму. Исто така има други примери со риби, ова е доста интересно, веќе има одредени риби кои патуваат во јата, каде што има една машка единка
која иде заедно со неколку женски единки. Ќе направиме вака како 4 или 5. Сега, ако се случи машката единка да изумре, тогаш женската единка, која била еден вид најсилна, во тек на 2 недели ќе премине во машка единка. Значи, женската единка ќе премине во машка единка во тек на 2 недели, таа која била најсилна, и она ќе продуцира сперматозоиди. Значи, ќе продуцира сперматозоиди и ќе може да ги оплоди останатите женски единки. Значи, од машка единка ќе стане во женска единка. Се зависно на дворешни фактори, зависи каква е средината и она кога видела дека, сега не навлегувам многу детали, но дека кога изумрела машката единка која била главна на јадото, тоа поттикнало се активираат одредени хормони кои се наоѓале во одредената женска единка и таа се преминала во машка единка. Има исто одредени инсекти каде што во почетокот на животот се машки единки, че во почеток на животот се машки единки и како што стареа всушност стануваат женски единки. Сега всушност младите се оплодуваат со старите, а ако некој е младо не се оплоди во текот на времето ќе стане женско. Има одредени примери со пеперутки, тале парија тубулоза каде што всушност зависно од температурата на кој се изложени јајцата. Значи ако имаш јајцето и ако е изложено на 40 степени Целзиусови, тогаш као од него ќе се добие машка единка, а ако јајцата биле изложени на околу 6 степени Целзиусови, тогаш ќе се добијат женски единки. Најчесто, значи ќе преовладуваат, нема да биде 100% женски. И вакви примери со температурата имаме и многу голем број растенија. Зависно од температурата ќе се развијат повеќе машки или повеќе женски единки. И ова е тој епигамен начин на одредување на полот, каде што полот не зависи од генетскиот материјал кој едноставно го содржи единката, него зависи од надворешните фактори кои ќе условат да се добие одредениот фенотип. Значи во генотипот, како што реков, имаме записник и само тој запис пишува како да се биде женско и како да се биде машко. Сега зависи од условите во кои се наоѓа, дали ќе се изрази првото или ќе се изрази второто. И тоа е тој епигамен тип на одредување на полот спрема времето на оплодување. Добро, тоа беше се за ова видео, значи тоа беа основните начини за одредување на полот според времето на оплодување. Значи да ги повториме тоа беа прогамен, сингамен и епигамен. Сингамен спаѓаме и ние, каде што зависи од кој ќе се оплодат, значи се гледа, зависи дали X или Y оплодило. Прогамен е каде што се знае уште пред да дојде до оплодување, бидејќи гледаме јајцеклетката фенотипски, и епигамен каде што зависи од надворешните фактори најчесто. Ви благодарам што гледавте и довидување, ќе се видиме во наредното видео.